Уапсен директорот на гериатријска болница за примање подкуп. Според неофицијалните информации, Муфсин Арифи Барали зел подкуп од 20.000 евра за да смести во болницата лице кое било болно и неподвижно. Во подкупот учествувало уште едно лице кое веројатно бил посредникот помеѓу директорот и пациентот. МВР го потврди случајот, но детали не откриваат. Во координирана акција на Министерството за внатрешни работи и Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, приведени се две лица под сомнение за кривични дела примање подкуп и примање награда за противзаконито влијание. И од Министерството за здравство, без да откриваат детали, побараа брзо расчистување на овој случај. Министерството за здравство стои на располагање доколку се потребни какви било информации по службена должност. Наш приоритет останува обезбедување најсоодветна грижа за сите пациенти во јавните здравствени установи. Мусин Арифи беше назначен на позицијата ВД директор лани во јули од страна на министерот за здравство Арбен Таравари. Од партијата на Таравари преку соопштение порачаа секој што се огрешил пред законите треба да одговара. Албанскиот народ не заслужува да го представуваат лица кои евентуално се обидуваат нелегално да се збогатат на здравствените маки на граѓаните. Ова е недозволиво и надвор од принципите кои ги застапуваме, се наведува во соопштението. Арифи претходно беше директор и во психијатриската болница Бардовци. Откако стапи на функцијата, тој веднаш ги поскапе цените во гериатрија. За 1800 денари поскапија цените за нега и исхрана на старите и болни лица. Објектите во Ѓорче Петров и хосписот во Битола се единствените државни установи за оваа намена. Сместување таму со месеци чекаат повеќе од 100 лица, а листата постојано се зголемува бидејќи има 24 часовна здравствена нега и грижа, а престојот во приватните домови за стари лица се движи од 700 до 1500 евра месечно. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.